Добро утро и овој пат ќе ви посакам од студиото на ТВ Нова и добро дојдовте во втората епизода на Нова Без. Денеска е 8 март и секако приоритет имаат припадничките на понежниот пол. На самиот почеток од Нова Без сакам да ви ја представам Александра Михајловска, која е дел од Црвениот крст Карпош. Александра, добре дојде во Нова Без. Добро ве најдов. Така, на самиот почеток ме интересира што всушност представува ЦК и ПХВ програмата, која е твојата задача нормално и секако што е оно што ќе се случува во петок. Така, значи најпрво ви благодарам за поканата. ЦК ПХВ или значи тоа е алатка за регрутација, национална алатка за регрутација на Црвен крст на Република Македонија и значи Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Оваа програма се случува секоја година во сите општински организации широм нашата земја, а јас сум овде представник како значи јас сум дисеминатор оваа година во општинската организација на Црвен крст Карпош. Така, спомнав веќе дека во петок во Домот на РМ се случува концерт кој што е од хуманитарен карактер. Зашто всушност станува збор и која е вашата цел нормално со тој хуманитарен концерт? Значи тој концерт кој што ќе се одржи во петок со почеток во 20 часот во Домот на РМ, всушност ќе биде фолклорен концерт и сите собрани средства ќе одат за реконструкција на домот на самохрана мајка со малолетно дете. Овој концерт е организиран во соработка со студентската невладина организација АЕЖ Скопје и на истиот концерт ќе настапат фолклорното студио Блажевски и културно-уметничките друштва Извор и Лилјан од Скопје. Беше ли тешко да се најдат сите овие луѓе за да бидат дел од овој хуманитарен концерт? Па јас мислам дека кога се работи за нешто хуманитарно и кога треба да му се пружи рака, нели каде што е најпотребно и помош и поддршка, дека не е тешко и многу ми е мило што сите се согласија да учествуваат, дури имаше иницијатива од многу училишта покрај акции различни за да помогнат, така да не беше тешко и надам дека одлично, убаво е да се слушна тоа дека не било воопшто тешко и сепак постојат и понатаму хуманитарни луѓе. Сега, кажи ми како волонтерите наоѓаат целната група и како ги спроведуваат истражувањето на терен, се разбира за да ги дознаат потребите на корисниците? Јас како нивни дисеминатор најпрво спроведувам 3 обуки во кои што тие се запознаваат со самото движење на Црвениот крст, добиваат некои општи познавања за тоа што е проектот, целата програма, како да спроведуваат истражување на терен и по тие 3 обуки тие се обучени за да действуваат самостојно и да ги најдат своите корисници. Најпрво тие истражуваат каде е потребна помош, најчесто одат во социјалното, нели заедно со социјален работник од страна на Црвениот крст и дознаваат каде има потреба, кои семејства имаат потреба од помош, дознаваат некои социјални случаи, одат на увид, значи на терен на лице место и уведуваат целата ситуација и второто истражување е што всушност е потребно на таа целна група, односно на тие корисници. Откако тоа се ќе го утврдат, тие се подготвени да речеме имаат некоја цел за која што прават понатаму акции и активности и потоа нели согласно тоа помагаат. Така, кои акции се спроведени досега и кои се вашите планови за воеднина? Па досега во рамки на нашата општинска организација, значи работат 6 тима, 6 различни проекти се работат и сите спроведуваат различни активности. Конкретно еве се спроведува активности по повод денот на влюбените. Имаше значи продажен штанд, мислам тоа не е продажен, туку едноставно штанд со рачни изработки, сите граѓани кои што сакаат да донираат, а потоа волонтерите на Црвениот крст им даваат нели награда во знак на благодарност. Се изработуваат срциња, различни честитки по повод 1 март, нели се делеа мартинки. Еве денес и вчера денот на жената. Да, денес и вчера има во градскиот парк и во некои маркети исто такви штандови каде што има рачни изработки, камчиња бојат, значи на различен начин ги украсуваат, прават честитки, цветови, свекиници, значи се тоа се нивни рачни изработки како тие сметаат дека би било најдобро. За воиднина се планираат секако настани поврзани нели со Великден. Баш оваа недела имаме едно шоу со магионичар, така да се што буквално на децата ќе им текне, тоа спроведуваат. Каде ќе се случува тоа шоу? Во Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош. Така, значи тоа е тоа што треба да го најавиме и секако за оно што си денеска овде, секако хуманитарниот концерт кој што ќе се случува во петок. Не споменавме колку ќе чини картата и во колку часот стартува тој концерт. За да ги повикаме гледачите, нели?
Картите чинат 100 денари и истите може да се најдат пред почеток на самиот концерт, а концертот започнува во 20 часот. Уште еднаш можам да кажам во Дом Нарама и сите хумани граѓани кои се во можности, кои сакаат, може да дојдат и да го проследат концертот. Така, одлично, јас се надевам дека ќе бидат гледачите овој пат хумани и дека оваа символична цена не представува ништо посебно за секој од нас. Ти благодарам, Александра, што беше дел од Нова Бис и се надевам дека ќе продолжите и понатаму да работите со едни вакви програми и да одржувате хуманитарни концерти. Благодарам. Продолжуваме понатаму.